Во тек е првата обука, која што е за презентација за Законот за бесплатна правна помош и изработка на правни артикли или правни поднесоци до институциите. Граѓанските организации имаат можност да се запознаат со своите права, како да ги искористат исто. Ова е пред се затоа што, согласно нашите истражувања што ги спроведовме на терен, дури 75% од жителите на Делчево воопшто немаат информација дека во Делчево постои канцеларија за пружање на бесплатна правна помош. Дури 66% од младите велат дека доколку имаат правен проблем, не би го адресирале истиот и ги оставиле на нивните родители тие сами да бркаат работата. Ова не мотивираше пред се да го зајакнеме капацитетот на граѓанскиот сектор, да научи што е тоа бесплатна правна помош, во кој случај се добива примарна, а во која секундарна, односно адвокатска правна помош, да знаат кому да се обратат и како да се обратат и кој е периодот за да чекаат за да добијат одговор. Уште еднаш упатувам апел до институциите да бидат одговорни, посебно до инспекцијските служби. Над секој инспекторат или институција треба да стои наслов на истата, да стои контакт телефон, службен телефон, имейл адреса, да не постои физичка бариера за лицата со попреченост да го остварат своето право, односно право на пристап до правда и да бидат достапни за граѓаните. Она што исто така разочарува, согласно нашите истражувања, е дека само 25% од лицата кои што поднеле представка, барање или се обратиле до инспекцијските служби се задоволни од одговорите кои што ги добили. Ова нека биде чекор напред, мобилизација за сите нас, најпрво граѓанските организации, а на тој начин граѓаните да се едуцираат како да ги остваруваат своите права, да ги надминат бариерите, а истовремено да упатиме апел до нашите партнери, до нашите сојузници, инспекторатите, да бидат отворени за граѓаните, да бидат ефикасни и да бидат во служба на самите граѓани.